Somebody's here, alligator. Ciao. Ова ни е првиот влог на македонски. Идеме да сликаме цркви по Скопска Црна Гора. Тука ги јам натретила само така да кога сакам може да се снимам. Има, не им кажам само чекај. За Скопска Црна Гора има две легенди. Едната легенда е дека Скопска Црна Гора имала толку многу монаси и монахињи што ја поцрнеле цела. Тоа е едната легенда. Значи кога ќе ја виделе изгледа толку црна бидејќи имало многу монаси и монахињи. А втората е османлиите ја имаат запалено цела, изгорело буквално све кога бркале некои револуционери и затоа се вика Црна Гора бидејќи била целата пеплосана. Значи овде е цело време диско, не знам што прават. Еве сега сме тука во село Глуво, има Света вода, Кузман и Дамјан. Само што да најдеме каде е точно, да најдеме некои луѓе да прашаме. Чекай да видам тато само малце. 2 секунди ќе ме почекаш. Ајде да видиме тука. Опа, еве петлиња. Еве стари скопски куки. Уште стои. Имало пожар тука, горела малце. Навако овој пат е тапкан. Света вода, Кузман и Дамјан. Каде да ја најдеме? Не е тука тато. Опа. Еве пак пишува, ама каде да свртиме, значи навака негде. Ајде ги прашаме луѓево. Добар ден. Каде да најдеме Света вода, Кузман и Дамјан? А водата е тука? Добро, фала ви. Тука е. Оп, еве ја. Тато почекаме малце да ја видам само водичката. Само немаме шише некое. А имам ондека. Ајде дојди. Еве ја Света вода, Кузман и Дамјан. Дај да наполниме малце. Ајде наполни тато света водичка и после да се измиеме. Ладно е тато? Ладно е. Почен? Почен. Сакаш ја наполнам? Ја наполни. Супер! Ајде ова ја носиме дома и оваа тато е за така да се чуваме дома и кога треба нешто да се измиеме и такви работи. Лицето? Исплакни си го? Не е прљава оваа тато. Тоа е чиста вода. А се тие? Се тие? Не, да се измиеме само. Ајде одиме. Не знам дали се пие оваа вода, сигурно се пие, но ајде да не експериментираме. Патот према Никита е топ, морам да кажам. А и гледам има доста нови градби. Само нема многу стари куќи, онака автентични селски куќи. Тоа мислам дека има повеќе, но можеби погоре има. Одиме нагоре. Таму има некој каменолом изгледа. Да бидам искрен, тука е дури добро да доеш со камперот да се дојдеме. Има мирно место, има топ мрежа за интернет, ако ни треба. Сега малце погледот е уништено од ова каменоломот, ама натаму си окей. Опа, Горњане. Ова тука е викенд населба, многу убави кукерки има, многу убави викендици, многу убав предел. Мислам нека веќе доаѓаме до црквата. Да. Еве ја. Ајде паркинг. Джанк. Имаш твојот телефон за снимање? Да. Ајде го Горњане. И тука ако гледате, ајде, еве, има стари куки. Одиме. Мало рајче над Скопје. Веќе иконаците. Оваа преубава црква изградена во 12-тиот век, била стара византиска црква. Откако била изградена, набрзо била изрушена и повторно изградена од кралот Милутин. Во црквата не е дозволено да се снима, треба да имате дозвола, што до некаде и разбирам. Причина зашто не дозволува да се снима, ми кажа од метрополитот, бидејќи многу странски телевизии, влади доаѓаат, снимаат и ги користат тие снимки за нивни лични потреби и за нивна историја. Затоа повеќе не е дозволено да се снима и мора да се има дозвола. Респект за тоа. Има и мали петлиња. На подот има надгробни плочи. И е малку дискутабилно, бидејќи некои викаат дали треба да ги остраниме, дали да ги обрусиме. Да, и таму тато има една. Но па други велат дека да ги оставиме, вака бар луѓето се спомнуваат што до негде се слагам. Треба да се внимава, можеби да не ги газиме, зашто не знам што да кажам, ова немам коментар. Ќе влеземе? Пред да влезам да ви кажам дека во црквата внатре има камен, кој е свет камен, точно под центарот, за кого се види дека Господ помагаат на луѓе. Доаѓаат луѓе од цел свет дури да се молат за здравје, среќа, деца, секој за што има потреба. И тоа е една од причината зашто они не дозволува да се снима тука. Бидејќи кажуваат дека од кога почна да се снима, кажуваат различни работи. Соблечи ги патиките, клекни на колена, на раце, оди бос и така натака. Тоа не е така.
Треба само си дојдете, си застанете, не ќе јас да бидам тој што ви кажува, него буквално низ целата црква може да си побарате помош, да се помолите. Ако го влагате, ако немате соодветна облека, може да искористите едни од овие алишта. Сокапа не. Извадија. Опа, така, ај ќе се прекрстиме. Ти текнал како беше? Само што излегавме од црквата, прекрасно, значи фрески, стари од 1307 година, тоа е нешто преубаво, значи една од преубавите цркви од нашата држава. На многу од светците, од иконите што се на нискиот дел, очите им си копани. Некој вела дека тоа е од луѓе кои барале помош од светците да прогледаат, да имаат добар вид. Да видам што имаш. Покажи ми. Сам си го одбра, многу сакаше, да го видам убаво само, трни рачињата. Со црвено крвче. Ајде, господине. Опа! Крстче јас имам. Ајде, Жолче. Си најде место. Спасена? Да. Одиме? Одиме уште на црква сега или одиме дома? А може да искочи таму и да тргнете? Нема да знам, таму игралиште. Одиме уште на црква или дома? Иде на црква. Како што возиме на кај манастирот, оп, еве, диско. Мислам дека не постои планина со повеќе ореви од Скопска Црна Гора. Искрено, значи полно е со ореви на сите страни. Еве, нема куќа каде што нема, еве гледате, 1, 2 поминуваме таму, ги одиме уште другите 3. Еве ги таму. Тоа се исто ореви, еве туку уште еден. Еве ги гледате. Малце тесничко овдека, ама ќе се бротнеме. Со комбето идеме по какви работи. Еј, куќе. Него општина, што правиме со патов? Еве црквата Свети Ѓорги. Валјда отворена. Ајде да видиме дали е отворена ова. Црква од 15 век, село Бањани. Да видиме. Нема отварање. Многу голем проблем е да најдеш отворена црква во Македонија. Ретко е, односно. Ништо. Идеме на другата? Да. Манастирот Свети Илија, кој треба да е тука некаде, само да е отворен. Леле, кучињава се здивени овдека, гледај го. А трчаат, брат, смири се. Е тука. Зашто? Нека трча некој затоа. А сега возиме низ шума, почнува со сега и поладничко, поубаво. Убави него природата. Манастир Гор Свети Илија. Кај се влага ова? Ова е убавина. Тука сум била, ако не знам, тука има скалички едни. Да. Мислам дека сум бил. Ајде, татичко, да одиме по нова црква, Свети Илија. Замисли да ги има сите бои. Ке мисле тоа трага пуна за такви. Ти многу сакаш такви алки, а? Да. Зашто бе? Еве го, отворен. Добро дојдовте, пристојно облечени. Овдека не се игра со топка и не сме кучиња. Оди злато. Место за скара. Да, сум бил тука, го знам местото. Туку имаше опасна гозба еднаш кога бев. Што? Гозба, гезме. Еве го манастирот. Горе. Опа. Многу те боли? Да, многу ме боли. Ова е најакото дете што го познавате. Значи, со многу малце плачење, дозволено да се плаче кога дете ќе падне, кога ќе се повреди. Солзите ја лечат болката. Омалце се сопна. Поче да видиме каде Авенџер, ова ќе помине како на врапче. Затоа земавме 2 вакви топчиња од ова дрво тука, од манастирот, ги државме цврсто со рака и зимаме сила од природата да ни помогне. Се сопнавме од оваа гранка тука, да знаете само. Да видим уште еднаш. Ништо ќе помине како на врапче. Собравме сила. Појак си сега? Ајде да видам како одиш. Дали можеш да одиш? Нормално е све? Нормално е? Или те боли? Мало. Кул. Деца, нека си се исплачат кога ќе се повредат. За тоа се дозволува, не да се лигават да кенка за глупости. Да пукне. Чувај си како сакаш. Ова се стомни. Стомничкат која немам видено. Ладне? Мало. Очан или онака? Очан.
внимателно само сине. Стварно се стрмни да ви кажем искрено. Стигнавме манастирот Свети Илија. Еве Алишта пружени. Добар ден, како сте? Маса за црковен одмор. Црквата од 14 век, ете класична православна архитектура. Многу останато, еви тука копани очите. Тоа е нормално за овој дел. Доста е оштетено, но тоа е што е. Еве иконаците. Доста одржувано. По него нема монахини или монаси, има само една фамилија која ги одржува, си живеат овдека. Ви благодарам што ги чувате овие места. Така како е чисто све средено. Се трудиме да биде убаво, да биде све. Па затоа и со овие видеа се надевам ќе има доста помош. Ќе влеземе татичко заедно, почекај само да го снимиме од тука. Еве, значи ова е дел буквално гледате како и од карпа. Да. Во карпа. Ова е било у карпа, значи видиш како, али после се дали пукнала карпата, дали они су ја двоеле за да не падне црквата, ето видиш. Така. Еве гледате одека овој цел дел е карпа. Имаат зачини чаеви, мед што продаваат, цвекички. Има фурна, за едно прасе може комотно да се испече. Тука може гозба уште една да се направи, гледате има фурна. Ево го летниковецот. Хајде име да хајкаме тато, ама има куќа таму некој, гледаш? Се горе не. Да. Ќе го лае куќето ќе Да. се исплаши. Добро, не идеме татичко. Веде температурава овдека, луѓе, не знаете што е овдека. Ладничко, рака како да е рана пролет, буквално са туку убавине. Чекај, тука се снима народни приказни. Да. Не знаев. Откако сме ние домаќини, јас сакам селска идила. Па нормално. Сите килими што ги најдов по шифонјери ги расторив и ги наместив. Да, што убаво. Орна ќе ги газам, него да ги Да. јадам клупци. Значи ова како се викаше тоа, кај што седат во чардак, како тоа нешто седат. Да. И благодарам многу уште еднаш, ќе се симнеме. Ајде долу ќе ви испратам и Да. тоа чарда Така. да го видите. Ајде. Еве го другиот чардак. Овој е дури малце понаправен. Ете ова како е тука. Што убаво. Многу среќа и здравје и повеќе луѓе да доаѓаат, да сте здрави и живи. Све најубаво, ви благодарам многу. Чао. Видиш колку јаболки има тото. Јаболчиња, овие мислам дека не се сега зајадени уште. Ете. Добро што не се симнавме од тие скали тие таму, стрмница. Друштво, се надевам некој живавте во ова видео. Прв македонски влог. Сега одиме дома, каде што мама не чека со спремно телешко месо. Ќе спремаме унгарски гулаш, значи не македонски, него унгарски. Мислам дека доста беше за влогот. Се гледаме во наредно видео. Поздрав. Пис. Кажи им пис. Се гледаме од наредно видео.